Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Каладарци. Ова утринска емисија која се имитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска во Каладарци сам на облачен ден, синоќа заварна и првиот снег во ова нова година. Може би и кај вас синоќа заварна, така да имаме малку снег кој веќе се топи, но како и да е се чувствува дека сме во зимскиот период на ова годишно време. Што се однесува до денешневе сервисни информации, може да кажеме дека сонцево ова утро изгреа во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 22 минути. Денеска сме 11 јануари, вторник 2022 година. 11 ден, значи во ова календарска година. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме претежно облачно со повремени локални врнежи, претежно од снег. На југоистокот врнежите од повремен дожд ќе преминуваат во повремен снег, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Што се однесува до денешните температури, облечете се малце потопло, бидејќи е свежо. На запад ќе имаме снег, значи Тетовско-гостиварскиот дел од -3 до 0 степени. Во Скопскиот регион исто така ќе провеува слаб снег од 0 до 4 степени, во Кумановскиот исто така од +7 до 5. Во Беровскиот регион од 0 до 4, Струмичкиот, Гевгилискиот дел од +4 до 6, во Теквишијата од +1 до 5, Пелагонија 0 до 4 и Охридскиот регион од +2 до 5 степени. Значи денеска сонцето нема воопшто да го видиме, но па затоа утрешната прогноза ни вели дека ќе имаме променливо облачно, сончево и студено со мала до умерена облачност, поголема во северните делови, ќе дува засилен ветер од северен правец, тоа е прогноза за утре, а во следните 3 дена исто така се најавува променливо време со сончеви периоди, но доста студено. Утринските ќе се движат на 13 јануари од -10 до -3, дневните од -4 до +5, а таму некаде на 14 15 ќе имаме уште постудено време, например еве на 14 јануари од -13 утринските, односно вечерните до -2, а максимална температура од -1 до +8 степени. Значи уште утре не очекува врнежливо време, а потоа ќе имаме сончеви периоди со ниски утрински температури. Како и да е, се наоѓаме значи во зима и затоа треба да очекуваме и такви температури. Што се однесува до АМСМ, значи помош на пат, дневните информации велат дека на поедини коловози, патни правци во Македонија, се одвива сообраќајот по влажни коловози, затоа што на некои места има се уште каша снег на коловозот, но по интервенцијата на дежурните екипи, тој снег се отклонува. Врнежниот снег се со променливи интензитет има во Тетово, Ресен, Крушево и на планинските премини Буково и Ѓавато.
Собракајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Иако во минатите 2 дена имаше долги колони на нашите граници, посебно на Табановце, се чекаше дури по неколку часови нервозни возачи, но завршија празниците и сите тргнаа на запад да се вратат во своите места, работни места. Вчера беше во прекин и се уште е во прекин патниот правец Свети Николе Миладиновци на 10-тиот километар пред Миладиновци поради свлечиште на голем одрон. Собракиот е пренасочен само на една коловозна лента во должина од 150 метри. Значи возите внимателно на таа делница Скопје-Штип, бидејќи има одрони и се вози на една лента, што би се рекло. Тоа се тие сервисни неколку информации кои верувам се важни, бидејќи ако тргнувате на пат, информирајте се дали тие патни правци се проводни, посебно на високите планини, каде што можеби ако одете на пример за Битола преку Плетвар или за Охрид преку Ѓавато и Буково или пак во Тетовскиот гостиварскиот регион. Еве, почитувани гледачи, тоа беа тие првите сервис информации за ова утро. Ова е христијанска емисија, радио, каде што секој утро споделуваме интересни содржини, така да и денеска приготвивме содржини кои верувам ќе бидат корисни за сите нас. На почетокот ова емисија ќе отпочнеме со една христијанска убава песна, а потоа ќе се вратиме во емисијата да ја проследиме утринската порака и капки на мудроста. Значи, одиме со песна. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ке дојде и нас ке не земе. Ти дали ке бидеш со нас? И се се слуши кој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке светој час, Исусо сите нас. Дали некого учиш за него, дека дојде не посети нас. Исус ке дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се се слуши кој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке светој час, Исусо сите нас. Се враќаме повторно уживо во нашата емисија, почитувани гледачи, вие следите емисијата на Радио Глас на надежта, адвентистичко радио, кое ја имитува својата програма од студиото во Кавадарци. Наред се капки на мудроста. Имам
подготвено интересни капки на мудрост и сакам да ги споделам овутро со сите вас, почитувани гледачи. Љубомората е броење на туги срекни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи несреќен и најбогатиот. Да оставите гневот да тлее во вас е како да подигнете од земјата вжештен јаглен со намера да го фрлите кон друг. Вие сте тој на кого му гори раката. Животот не се мери со секунди, туку со моменти кои се исполнити со среќа. Вистина е ова изрека. Има само една работа која може да ве спречи од остварување на соновите, а тоа е стравот од неуспех. Човек мора да биде доволно голем, да ги признае своите грешки, доволно паметен од нив да има корист и доволно силен за да ги исправи. Брчките се патеписи на животот. Еве и таа изрека има свое место. Не чекајте да ви се насмевнат луѓето. Покажете им вие како се прави тоа. Значи да почнеме ние да шириме позитивна енергија, така да ако бидеме такви и оние најлутите, може би оние кои се депресивни или имат некои проблеми, секако ќе им биде побово, ако ние се насмевнеме и ако покажеме позитивни мисли, односно споделиме позитивни работи. Колку сме постари, толку сме помудри, но тоа не значи дека секогаш сме во право. Иако Библијата вели дека пред старецот со бела коса има и почит, секако тоа е голем респект и искуство се крие позади тој човек, но сепак, значи, ова изрека има свое место. Колку сме постари, толку сме помудри. Да, искуството е позади нас, но тоа не значи дека секогаш сме во право. Сиромашните знаат дека има посиромашни од нив. Богатите ги гледаат само побогатите од себе. Полесно е да измамиш некого, отколку да го увериш дека е измамен. Пред да впериш прст во некого, провери дали твоите раце се чисти. Значи да не бидеме тие кои ќе осудуваме. И еве уште една последна капка на мудроста за ово утро. Никогаш не жали поради тоа што си запознал некого. Добрите луѓе ти даваат среќа. Лошите ти даваат искуство, а злобните ти даваат лекција. Во секој случај не си губитник. Еве со ова капка на мудроста го завршуваме овој дел, што го споделуваме секој утро во емисијата, се подсетуваме на убави мисли кои некој ги напишал или ги искусил. Еве, јас ги споделувам со сите вас, почитувани гледачи, верувам ќе извлечеме корисна поука за нас самите. Ово утро имам поучна приказна, значи во ова рубрика приказна за деца или за возрастни. Споделуваме секој утро за да се поучиме, бидејќи приказните сеќавате нашите стари, кога немаше телевизори, кога немаше мобилни, кога немаше интернет. Старите ни пренесуваа пораки преку приказни. Тие приказни секојаш даваа некоја порака. Па еве, и во ова кратка утринска приказна, верувам ќе најдеме свое место, односно ќе најде таа приказна свое место и во нас, во нашите животи, бидејќи ова е искуство на човек кој го доживеал и е запишено и ете се споделува. Значи, денешната утринска приказна носи наслов "Бидете им благодарни на родителите и почитувајте ги додека се уште покрај вас", а ја би додал додека се уште живи. Бидете им благодарни на вашите родители, без разлика како се однесуваат и колку пати ви го поставуваат истото прашање во животот. Секогаш обраќајте им се со добри зборови. Цените ги додека се уште се покрај вас. Ова неверојатна приказна многу ќе ве научи. Ајде да ја проследиме сега. Ова кратка приказна, но многу е силна. Силна порака се крие во самата приказна. Еден 80 годишен маж седел на каучот во неговиот дом, заедно со неговиот образован 45 годишен син. Одеднаш еден гавран застанал на нивниот прозорец. "Што е ова?" прашал таткото. "Гавран,"
odgovoril sinot. Po nekoje vreme tatkото го повторил истото прашање. Татко, само што ти кажав, тој е гавран, рекол синот, но малку го зголемил тонот. По некое време таткото по трет пат го повторил неговото прашање. Сега веќе се забележувала и фрустрација во гласот на синот кога одговорил: Гавране, гавране, татко, па ти реков 3 пати. По некое време таткото го повторил истото прашање по 4, 5 или 6 пат. Сега веќе синот пошал да вика. Значи, гласот му треперел и пошал да вика: Зошто одново ми го поставуваш истото прашање? Толку пати ти кажав дека тоа е гавран, зарем не можеш да го разбереш тоа? Тоа бил последниот одговор на синот на прашањето што таткото го поставил. Потоа таткото станал од столот кај што седел, од каучот, отишол во другата соба и се вратил со еден стар дневник што го чувал уште од раѓањето на синот. Го отворил дневникот и на една страница пишувало нешто и го заморил синот да ја прочита таа страница. А на страницата од дневникот пишувало: Денес мојот мал 3-годишен син седеше со мене на каучот додека на прозорецот имаше гавран. Синот 23 пати ме праша што беше тоа, а јас 23 пати му одговорив дека е тоа гавран. Го прегрнував секој пат кога ми го поставуваше истото прашање. Воопшто не чувствував гнев, туку љубов кон моето невино дете. Еве, почитувани гледачи, драги пријатели, верувам ја разбравме пораката. Овој татко 3 пати, 4 пати или 5 пати го прашал синот што е тоа што стои таму на прозорецот. Која е таа птица? Синот одговорил 2-3 пати, но веќе не можел да издржи и почнал гневно да вика и да го прашува таткото зошто толку пати прашува. Но мислам дека синот ќе запамети оваа поука кога го прочитал дневникот, дека и тој бил во подруга состојба кога бил мал, а таткото бил можеби на негова возраст, не му сметало 23 пати да го повторува истиот одговор на истото прашање од неговиот син. Колку сме ние подготвени, почитувани гледачи, драги пријатели, драги млади кои имате можеби остарени татковци, дедовци, како постапуваме кон нив? Да имаме трпение, зашто и ние еден ден ќе остариме. И нас еден ден ушите ќе не откажат и очите. И нам некој треба да не негова. Затоа Бог ја всадил таа порака во 5-та заповед, кај што вели: почитувајте ги родителите за да се продолжат деновите на оваа земја. Ако сакаме да имаме подолг век на живење, ајде да се однесуваме по-питомо, би рекол, подобро, полюбезно кон нашите родители. Кога ќе ги изгубиме, тогаш ќе почувствуваме силна болка и празнина што со ништо не може да се надополни. Затоа еве ова порака споделив ово утро да сватиме дека ние сме си потребни едни на други, а посебно на старите родители. Во Библијата имаме многу совети како да се однесуваме кон старите, и Давид тоа го кажал во своите псалми, а и Соломон. Така да, еве, ова беше утринската порака, односно утринската приказна за деца, а и за нас возрастните. Пред да поминеме на утринската порака, што сакам да ја споделам, ќе слушнеме сега уште една песна, потоа се враќаме повторно во нашата емисија. Времето е кратко и бъргуле.
plačiš ti. Vreme to je mnogo važno, zato ti vidi mudar, vidi so tvoji temnižni, odi širi ljubav. После ова детска песна се враќаме повторно во нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Утринска порака од Библијата. Денешниот наслов на утринскава порака гласи Утврдено со Христовата смрт. Текстот кој сакам да го споделам ово утро се наоѓа во првото послание на апостол Петар, 2 глава, 24 стих. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата, преку неговата рана се исцеливме. Токму во часот кога очекувале нивниот Господ да го заземе Давидовиот престол, виделе како е фатен како злосторник, тепан, навредуван, осуден и распнат на крст на Голгота. Веста што ја разгласиле учениците во Господово име во секој поглед била точна, а настаните на кои укажувала таа токму тогаш се одигрувале. Се исполни времето и се наближи Царството Божие, гласила нивната вест. А небесното царство, што велеле дека се приближува, е воспоставено со Христовата смрт. Ова царство не било земно царство, како што биле научени да веруваат. Тоа не било ниту идното непроменливо царство. Неговото царство е вечно царство и сите власти ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Цитат од книгата на Даниел, 7 глава, 27 стих. Во библискиот јазик изразот небесно царство се употребува да ги означи двете, и царството на милоста и царството на славата. Царството на милост е засновано веднаш по човековото паѓање во грев. Тоа навистина е воспоставено дури по Христовата смрт, зашто и откако ја започнал својата мисија, Спасителот можел да отстапи од својата жртва на Голгота. Во Гециманската градина во неговата рака се тресела чашата на маките. Дури тогаш можел да ја избрише крвавата пот од своето чело и да го напушти грешниот род да пропадне во својот грев. Но кога Спасителот умирал и со својата последна воздишка извикнал се сврши, планот на спасението бил осигурен. Ветувањето за спасение што и било дадено на грешната двојка во Едем било потврдено. Тогаш е воспоставено царството на милоста, што порано било содржано во Божјето ветување. Така Христовата смрт, токму овој настан што угасил секоја надеж кај учениците, е гаранција дека таа надеж ќе се исполни. Настанот што ги исполнил со жалост и очај на секое Адамово дете му отворил врата на надеж и од него зависел идниот живот и вечното блаженство на сите што се надевале на Бога во сите времиња. И тоа беше коментарот на ова утринска порака, почитувани гледачи, што го читавме текстот од 1 Петрова, 2 глава, 24 стих. Очигледно, Исус е тој кој ги понел сите наши гревови за наше спасение. Додека Исус бил на Голгота, како текстот овде што вели, можел да слегне од крстот, бидејќи неговите искушувачи, војниците му се подсмевали, останатите луѓе му велеле, ако си син Божи, симни се од крстот, па тогаш ќе знаеме дека си навистина Бог и Божи син. Меѓутоа, тоа било големо искушение за Исуса. Тој можел да се симни, да си замине, како овде што вели. Спасителот можел да отстапи од својата жртва на Голгота. Дури во Гецеманската градина, каде што неговата рака се тресела, односно чашата се тресела и тој се молил, татко, ако е можам да ме помине оваа чаша, но нека биде твојата волја, а не мојата. Дури тогаш можел да ја избрише крвавата пот од своето чело и да го напушти грешниот род да пропадне во својот грев. Меѓутоа, ако Исус тоа го сторил, ова човештво, ова планета би била за секогаш во раците на сатаната, на ѓаволот, и ние би били како луѓе за секогаш изгубени и би живееле во грев и во смрт. Меѓутоа,
Исусовиот план бил токму да дојде и да плати откупнина. Исус знаел уште на почетокот што го очекува на ова земја. Зашто Исус е од вечноста. Тој само се отворил, зел човечки лик, да се доближи до човештвото, да го помине тој пат кој ние го поминуваме, бидејќи ако дошол како Бог, и ако е користил таа небесна сила во својот секојдневен живот, сатаната секако би го оптужил дека манипулира со луѓето, дека тој има надприродна енергија и сила и лесно му е да живее на оваа земја. Меѓутоа нека биде човек па да види како е тоа чувство да се биде грешен човек. Исус не бил грешен, тој зел човечко тело, но не погрешил и затоа има право да биде наш спасител, зашто е платил таа откупнина, таа цена токму со својот живот. Тогаш е воспоставено царството на милоста, што порано било содржано во Божито ветување. Кога? Кога вели Спасителот умирал и со својата последна воздишка извикнал, се сврши, планот на спасението бил осигурен. Значи, кога Исус издивнал на крстот и кога рекол се сврши, готово е, тогаш планот на спасението, односно Царството небесно е воспоставено, да човекот има право повторно се врати назад. Тамо кај што бил во почетокот, кога ја изгубил Едемската градина, благодарение на жалост на Адам и Ева, кои едноставно не исклучиле од таа Божја милост и Божја заштита. Затоа Исус морал да помине еден трнов пат, да прими трнов венец. Така Христовата смрт, токму оној настан што угасил секоја надеж кај учениците, е гаранција дека таа надеж ќе се исполни. Настанот што ги исполнил со жалост и очај, на секој Адамово дете му отворил врата и надеж, и од него зависел идниот живот и вечното блаженство на сите што се надевале на Бога во сите времења. Значи, Христовата смрт има голема, важна улога во процесот на нашето спасение. Секако и воскресението, бидејќи преку воскресението Исус Христос стапнал на таа стара змија, на ѓаволот, што се вели. И денеска може да кажеме, почитувани гледачи, дека сатаната е победен непријател. Тој знае дека битката е изгубил, но тој се уште се бори, се уште сака што повеќе и повеќе луѓе да ги приведе на негова страна. Ке предизвика секакви бактерии, секакви вируси, секакви болести, да луѓето се вознемираат, да луѓето бидат уплашени, да бидат под некој стрес и да немаат целосно посветено внимание на Бога и на се оно што Господ го бара од нас. Затоа нека и овој ден бидеме под заштита Господова, да Божите ангели не пратат според неговото ветување. Еве, тоа беше за утро, утринскава порака. Одиме сега според нашата програма со реклама да слушнеме и да видиме за дописната библиска школа. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата, почитувани пријатели, по дописен пат, што се вели онлайн, од домашна атмосфера, еве, послушнете ја пораката, видете ја и слободно отворете ја таа веб страница која овде ќе ја видите сега на рекламата и може да се вчлените, да се зачлените бесплатно, без обврски, но на еден интересен начин ќе изучувате Библијата. Одиме со реклама, потоа се враќаме повторно во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Тоа беше нашата реклама за онлайн дописната библиска школа, што можете да ја
koristite i da na toj način го изучувате Светото писмо. А во Светото писмо ги имаме посебно во Новиот Завет запишено 12 апостоли. Еве, вчера отпочнавме со ова рубрика, зборуваме за Христовите ученици. Почнавме со Јован Богослов и спомнавме дека денеска ќе продолжиме, зашто за Јован имаме многу материјал за неговиот живот и за неговата работа. Тој е еден плодоносен писател кој ги напишал двете посланија до Јована, Евангелието според Јована, последната книга Откровение Јованово. Интересно, знаеме дека според извештаите Јован бил еден од најмладите Христови ученици и затоа на крстот кога Исус пред да умре, му ја доверува неговата мајка Марија, Јован да се грижи за Марија, а на Марија вели на мајката, мајко, ево ти син. Во смисол, Јован бил најдолго живел, секако после неговите колеги апостоли кои пред тоа починале, но Јован, може да кажеме, единствениот кој починал од природна смрт. Сите негови колеги апостоли, според традицијата и според некои пишани документи, страдале на еден необичен начин или били убиени, распнати и така натаму. Јован, знаеме дека бил повикан да биде Христов ученик заедно со неговиот постар брат Јаков. Тие биле Христови апостоли и тие ја прифатиле веднаш таа покана да бидат во друштвото на Исуса Христа. Спомнавме дека Јован бил голем проповедник кој го проповедал Словото во Ефес и во Мала Азија и во тој предел, да кажеме, во тој дел од светот. И затоа, после Исуса, кога апостолите еден по еден почнале да умираат, доаѓале нови луѓе, нови верници се обратувале, но тогашната власт, римската власт, едноставно сакал да го попречи напредокот на христијаните во нивното проповедање за Исуса Христа, бидејќи тие биле очевидци, учениците можеле од прва рака да проповедат, секако кога тие починале, дошле нови верници, но и тие од втора рака можеле да го проповедат Словото. Но токму во тоа време, значи, кога се уште Јован бил жив, некаде 56 до 68 година, почнало големо прогонство на христијаните од страна на императорот Нерон. Јован бил однесен на судење во Рим, каде бил осуден на смрт поради исповедање на верата во воскреснатиот Христос. Но Христос го спасил својот избраник, својот апостол. Според традицијата му дале да испие отров на Јована, но Господ го спасил својот избраник и тој тоа го преживел. Подосна, исто така останал жив и неповреден од казна полна со врело масло во кој бил фрлен на наредба на неговите мачители. Значи, тие мачители го вставиле во врел зејтин и на тој начин сакале да го убијат, но откако видели дека не може да го убијат, светиот апостол бил испратен во прогонство на островот Патмос. Тука апостолот поминал долго време, продолжувајќи својата проповед и правил многу чуда. На тој начин ги преобратил сите жители на островот и едноставно имал голема радост, но сепак бил под присмотра на војниците и бил ускратен да се дружи со останатите луѓе. Бил скоро затворен во келија, но таму во таа келија осамен не бил Јован, туку друштво му правили Божите ангели, би рекол, бидејќи Бог на еден чуден начин му дава виденија за небесното царство и за се оно што ќе се случи пред Христовото второ доаѓање. Затоа книгата на Откровението е многу интересна книга, почитувани гледачи, кога посебно читаме за тие символики, како седомте труби, седомте казни, седомте зла и така натаму. Тука се сите тие царства наброени, седомте цркви, може да кажеме, и последните 2-3 глави го опишуваат новиот свет, новата земја, Царството небесно што Господ Исус го приготова за сите они кои денеска искрено му служат. Посебно 21 глава, каде што Јован зборува дека на новата земја ќе нема смрт. Бог ќе избрише секоја солза, вели, од нивните очи и смрт повеќе нема да има. Сака да ги охрабри сите оние
koji za vremena srednjod vek ki бидат прогонувани, кои ќе бидат убивани, дури животот ќе им биде загрозен, сака Јован да ги потикне да бидат верни, да бидат храбри и упорни, и ова наше тело, како што вели Јов, ако се распадне, Јов вели, моите очи ќе го видат Господа Исуса Христа. Така да Јован умира некаде на 101 година, значи после Христа, но оставил голем белег во историјата. Еве, почитувани гледачи, тоа беше извештајот за апостолот Јован. Утре ќе продолжиме со останатите апостоли. Одиме сега со уште една песна, потоа се враќаме повторно во нашата емисија. Ubi
Štovani gledači, vi sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta od Kaladarci seko jutro, koja se emitova emisija od ponedeljnik do petog v 8 časot i 30 minuti. Pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i sledite ova naša današnja utrinska emisija uživo od studijato na radio Glasna Nadešta. Sledova rubrikata za vodopadite i za poznati nepoznati mesta v Makedonija. Ova sezona počnуваме со прошеткан из Македонија. Може би не ги познавате водопадите во Македонија, сигурно не ги познавате сите, зашто има мали, големи водопади. Меѓутоа ќе зборуваме и за посебни села или градови како настанале, така да ја запознаеме нашата земја, убавината на нашите планини, езера, села, водопади и градови. Еве, ова утро ќе ви зборувам за еден водопад кој има необично име, а тоа се вика Ѓаволски водопад. Планината Беласица е позната по повеќето водопади како што се Смоларскиот, Колешинскиот и Габровскиот водопад. Меѓутоа има од другата страна на Беласица према Дојранското езеро еден водопад кој ете можеби прв пат го слушате денеска ова утро, се вика Ѓаволски водопад. Еден од малкуте познати и потешко достапни е Ѓаволскиот водопад. Каде се наоѓа овој Ѓаволски водопад? Ѓаволскиот водопад е сместен на западното подножје на јужните падини на планината Беласица, потекот на реката Калдрама. Калдрама Дере, поточно. Значи, таа река исто така може за вас е непозната, прв пат ја слушаме, но постои во Македонија река Калдрама Дере во Валандовското подрачје. Значи, во непосредна близина на Валандово се наоѓа овој водопад на надморска висина од 580 метри во околината на селата Бајрамбос и Кочули, поради што тој е познат под името Кочулски водопад. Значи, освен името Ѓаволски водопад што го носи, е познат под името Кочулски водопад, затоа што се наоѓа помеѓу овие две села Бајрамбос и Кочула. За разлика од останатите познати водопади кои се наоѓаат на северната страна на планинскиот масив на Беласица, таму се, како што спомнав, Смоларскиот, Колешинскиот, Габровскиот, постојат мокрински извори, за кои со така ќе зборуваме во наредните денови. Овој водопад се наоѓа на западната страна на планината Беласица. Од градот Валандово е оддалечен 16,5 километри и се наоѓа на надморска висина од 580 метри. Ѓаволскиот водопад, како и останатите, има тектонско потекло, а изграден на Калдрама Дере, Калдрама река, или попознато како една од притоките која формираат Башибоска река. Вкупниот вертикален одсек на водопадот изнесува 19 метри, значи прилично висок водопад, 19 метри, додека на самата карпа е запишена бројка од 16,8 метри. Самиот водопад има изградено джиновски лонец со димензии 2,7 метри и ширина од 6,5 метри должина, додека вкупната длабочина измерена при теренските истражувања изнесува 2,5 метри. Во текот на летниот период, протокот на Калдрама Дере е минимален, додека во текот на пролетниот период протокот се зголемува за неколку пати. Значи, преку летниот период претежно водопадите ја намалуваат издашноста на водата, бидејќи се сушни периоди, сушни се години. Меѓутоа, за време на зимскиот период, кога ќе паднат снегови, така да на пролет издашноста на водата е поголем. Поради големиот проток кој што го има реката во текот на овој период, како и поради силната бучава што ја создава при падот на водата, така го добил името Ѓаволски водопад. Интересно, значи, затоа што има голем шум или бука, што би се рекло, бучава, кога водата има најмногу. Очигледно интересно е да се замени, да се посети овој водопад во овој период на годината, кога се слушат силни звуци. Ете, луѓето го нарекле Ѓаволски водопад. Од неодамна, непосредната околина на Ѓаволскиот водопад е уредена со пристапна патека, скали, ограда,
klupi i nekoliko letnikovci za pomasovni turistički posjeti, a tek na izgradba i na širok automobilski pad. Еве, повик, почитувани гледачи, напролет здравје или налето, да се посети овој ѓаволски водопад. Може би барате некои интересни места за посета, еве препорака да го посетите и овој водопад, кој е некаде, рековме, во близина на Валандово, не е далеко, 16,5 километри, очигледно има и пат кој веќе е во изградба, асфалтиран пат за автомобили, но кој ќе стасите таму има што да видите, да одморите, има летниковци, пристапни патики, скали, ограда, клупи и летниковци за помасовни туристички посети. Овој водопад до неодамна беше познат само за локалното население, но благодарејќи на планинарското друштво Југ се за обележување на патеката до водопадот е возможена поголема достапност. Значи, ова здружение или друштво Планинарско Југ си зеле за обврска да ја обележат патеката, да биде безбедна, да луѓето не заскитат, да не залутат во планината, да можат безбедно да го посетат и да стигнат до своето одредиште. Иако е обележена патеката, сепак е потребно поголемо редување за поголема достапност на љубителите на природата. Еве, тоа беше нашиот предлог денеска. Зборувавме за ѓаволскиот водопад кој се наоѓа во непосредна близина на Валандово, 16,5 километри, значи од јужната страна на планината Беласица се наоѓа овој интересен водопад што може да го посетите ова пролет или кога ќе имате време. Сега продолжуваме со совети за здравјето или споделуваме рецепти кои се интересни и здрави за сите нас. Овутро би сакал да ви пренесам, почитувани пријатели, драги гледачи, нешто за бенефициите од консумирање на маслинки. Знаете, македонците и балканците, овој дел од светот, жителите ги сакат маслинките. Јас лично ги користам и многу се здрави. Еве, во овој напис што сега ќе го прочитам, овој надпис што го имам, овој материјал, сакам да го споделам и да видиме што овде ни се кажува во врска со маслинките. Дали сте забележиле како повеќето препарати за убавина и здравје се на основа на маслинки и маслиновото масло? Маслиновото масло е познато по своите својства за длабоко подхранување на кожата, нејзината регенерација и освежување. Тоа игра значајна улога при секојдневната исхрана како здрава алтернатива и прв избор при здрава храна. Маслинките се мокен и вкусен плод кој може да му обезбеди на човековото тело одлични здравствени бенефиции, вклучувајќи способноста за спречување на губиток на коскена срж, спречување на појава на различни видови на рак, воспаление и артритис. Тие се познати по своите бенефиции кои ја подобруваат дигестијата и ги олеснуваат алергиските реакции, помагаат при подобрување на циркулација на крвта и помагаат при регулација на крвниот притисок. Маслинките најчесто е добро да се јадат во комбинација со некоја салата, во комбинација со риба, со јајце и сирење или пак како додатоци на други оброци. Дали сте знаеле доколку имате низок крвен притисок, само со 4 маслинки дневно во комбинација со чаша минерална вода можете да го покачите нискиот притисок наместо да се напиете чаша Кока-кола или пак да изедете еден ред чоколада. Во 100 грама зрели маслинки има околу 6,3% јаглени хидрати, 0,8% белковини и 10,7% маснотии. Затоа не е изненадувачки зашто лекарите често препорачуваат да се консумира една шака маслинки при појадок како превенција од различни болести. Маслината или маслинката е мало дрво од фамилијата маслинки, потекнува од источните делови на Средоземното море, како и од Северен Иран, брегот на
Karibsko to more. Od njeziните плодови се прави маслиново масло. Маслиновото масло пак добива големо внимание со неговата одлична функционалност при готвењето и како додаток при приготвувањето на свежи оброци и салати. Познати ни се различни видови на маслинки. Некои видови имаат повеќе или помалку важни компоненти кои придонесуваат кон одлично здравје, но и кон обезбедување на значајни нутринети во секојдневната исхрана. Еве, почитувани гледачи, ова беше советите беа за здравјето, за да консумираме маслинки. Видовме колку се здрави маслинките, дури го покачуваат и крвниот притисок. Затоа користите и ги одберете маслинки по ваш вкус, а ги има во повеќе видови и сорти, така да иако се малку скапи, да бидеме искрени, но очигледно се здрави. Затоа еве препорака ова утро да консумираме маслинки. И еве на крајот од оваа рубрика сакам да споделам еден мал рецепт за намаз. Значи, може сакате намази да мачкате на леб. Ова утро ви препорачуваме намаз со афион и урми. Лесно се прави и не е така скап. Урмите и афионот оставите ги да остојат во вода. Афион знаете што е. Тоа е на српски што се вели мак, а ние го викаме афион. Што подолго, тоа подобро. Јас ги оставам цела ног, пишува една гледачка. Ставете ги во блендер и блендирајте додека не добиете еднолична маса. Користите го намазот за палачинки, кога правите фафли, лепче, како фил за колачиња, или за сладки јувки или макарони. Значи, може да се користат во повеќе намени. И што ни е потребно за да направиме намаз со афион и урми? Значи, 50 грама афион или мак, 200 грама урми без семки. Внимавајте да нема семки, за да немате проблем со блендерот. Мора да ги проверите секој урма посебно. Вода колку да ги покрие, значи од 100 до 150 милилитри вода. Тоа се става во блендер, се микса, се добива една густа маса и може да јадете, да мачкате на леб или да користите за палачинки или за некои други врсти на јадења. Еве, почитувани гледачи, овде ќе направиме уште една пауза со песна, а потоа се враќаме повторно да ја проследиме и последната рубрика во нашата денешна утринска програма. Sve što kod radim dobro zna, dobro zna, dobro zna. Sve što god radim dobro zna, taj vjerni čuvar moj. Hvala za dragog anđela, anđela, anđela. Hvala za dragog anđela, Isusu dragom moj. Еве, почитувани гледачи, повторно сме во живо во нашата денешна утринска програма. Следува рубриката за археологија. Ке зборуваме, всушност вчера отпочнавме со рубриката како настанал Стариот Завет, канонот на Стариот Завет, а сега ќе продолжиме да кажеме неколку реченици, неколку зборови како настанал канонот на Новиот Завет. Знаеме дека Библијата има два дела, Стари и Нови Завет. Во Стариот Завет имаме 39 книги, а во Новиот 27. Меѓутоа, во некои Библии ќе најдете вкупно 77 книги наместо 66. И сега ќе видиме што ни кажува професорот Драго Обрадовиќ во својата книга во врска со настанокот на Новиот Завет.
Првата христијанска црква го следела Исусовиот пример и Стариот Завет го сметала за вдахновен. Заедно со Стариот Завет, црквата ги прифатила и ги почитувала Исусовите зборови како еднакво вдахновени. Тука сега се наведени сите книги од Новиот Завет. По Исусовата смрт и неговото воскресение апостолите биле најпогодни за ширење на Исусовите зборови. Впрочем, Исус им рекол дека ќе бидат негови сведоци затоа што од почетокот биле со него. Исусовите зборови биле запишани од страна на неговите апостоли. Освен апостолите кои биле сведоци за Божјото спасение во Исуса Христа, никој друг не носил поголем товар од нив да се сочува и веродостојно да се изнесе се она што се случило во минатото. Така е поставена сцена за настанок на книгите кои под водство на Светиот Дух во текот на времето ќе настане канонот на Новиот Завет. Канон, рековме во минатата емисија, дека значи мерка, правило. И според таа мерка, според тоа правило било означено кои канонски книги ќе влезат во Новиот Завет, зашто имало и лажни списи кои не биле вдахновени од Светиот Дух. Значи, тие луѓе не биле Божји луѓе, не биле водени од Светиот Дух. Околу 2 десетлетија по крстот Исусовата вест се објавувала усно. Значи, скоро 200 години веста за Исуса и се оно што се случувало се пренесувало усмено од човек на човек. Меѓутоа, кога умреле самите очевидци, имало потреба сето тоа да се запише. А потоа од средината на првиот век почна да се појуваат посланија на апостол Павле. Малку подосна се напишени трите синоптички евангелија Матеј, Марко и Лука и дела на апостолите. До крајот на првиот век, кога Јован ги напишал откровението, довршени се сите книги на Новиот Завет. Во целиот Нов Завет тежишето е ставено врз она што го сторил Бог во Христа. Книгите на Новиот Завет се признати како Свето писмо, како што бил случај со книгите на старозаветните пророци. Списите на апостол Павле и на другите апостоли веднаш се прифатени како вдахновени, а вдахновени значи инспирирани, зашто писателите биле познати како изворни говорници во Божје име. Самите писатели биле свесни за фактот дека изнесуваат Божја вест, а не своји мислења. Во текот на вториот век, повеќето цркви имале и признавале збирка на вдахновени книги кои ги опфаќале 4 евангелија, делата на апостолите, 13 посланија на апостол Павле и првото послание на апостол Петар и првото послание на апостол Јован. За другите 7 книги, овде сега се назначени, едноставно требало повеќе време да бидат општо прифатени. Црковните оци од раниот период, например Клемент Римски, а действувал некај околу 100-та година, и други овде кои се назначени, ги цитирале таквите книги. Значи, во нивните извештаи, во нивните проповеди, ги цитирале таквите книги што им давале авторитет дека се веродостојни. Во периодот околу 4 века, кога новозаветниот канон бил обликуван, посебно дефиниран попис на овие книги, значајна улога одиграле низа фактори. Примарна причина за вклучување на новозаветните книги во канонот била нивната својствена автентичност, односно нивното вдахновение, но за тоа придонеле и други факти. Очигледно, почитувани гледачи, требало време да помине да се препознаат кои се тие вистински книги вдахновени од Бога преку овие луѓе кои Бог ги потикнал. Во овој период се објавени пописи на книгите пишувани од страна на апостолите или на нивните соработници. Меѓу овие списи се наоѓаат останати книги кои се собрани и Новиот Завет го сочинуваат 27 книги, зашто постојат, например, томи на посланица. Постојат и некои други посланија кои не се вдахновени, не се препознаени и не се ставени во канонската Библија на Новиот Завет. И на крајот, еве што заклучува професорот. Кој одлучил кои книги ќе бидат ставени во Библијата? Нашето кратко разгледување покаже дека книгите на двата завета, кои станале дел на библискиот канон,
имале сами по себе потврдена веродостојност. Старозаветните книги се сметани како автентични благодарение на писателите кои недвосмислено изјавиле дека оно што го зборуваат и пишуваат е од Бога. Новозаветните книги имале непоследен авторитет, бидејќи верно сведочеле за настаните и за значењето на Божето действување преку Христа. Поголем дел од старозаветниот канон е утврден според јудеизмот до вториот век пред Христа, иако расправиите за него траеле уште неколку векови. Од историјата знаеме дека конечниот облик на новозаветниот канон постоел во 4 век, иако еретичките движења и црковните концили имале улога при конечното обликување на новозаветниот канон. Црквата не одлучила кои книги ќе бидат вклучени во канонот. Црквата ги препознала и ги признала вдахновението и самопотврдата на авторитетот на 27-те новозаветни книги и канонот го ограничила на овие книги. Затоа ние користиме книга, односно Библија, која има 66 книги. Останатите книги кои се додадени се наречени апокрифи или лажни списи кои не се вдахновени. Ние може да ги читаме како историски книги, но немаат авторитет од Бога. Затоа еве преку овие совети што ги слушнавме како настанал канонот на Стариот Завет и на Новиот Завет. Денеска ние имаме, почитувани гледачи, веродостојна Библија или Свето писмо кое треба да го читаме, да го изучуваме, зашто на тие страници во Библијата го запознаваме Бога и планот на спасението. Еве, драги гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска емисија, програма која имитуваме секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова програма се снима, ова емисија, ќе може да ја видите на нашата Facebook страна Радио Глас на Надежта и на YouTube каналот Радио Глас на Надежта. И посакувам убав ден, Господ да биде со сите вас, чувајте се, бидете одговорни и ви закажувам нова средба утре, наутро во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.